Источниот регион лани го допрел врвот во делот решавање на проблемите со невработеноста, бидејќи вработени биле 9284 лица, вели статистиката на Агенцијата за вработување. Според податоците од таму, многу работа имало во сите 6 нејзини центри, во Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип и Штип. За на крај статистиката да го исправи импозантниот финален број на повеќе од 9000 вработени. Секако, импозантноста мора и да се аргументира, зашто во случајов таа делува не само збунувачки, туку и нереално. Така, лани во Берово на неопределено време се вработиле 607, во Виница 870, Делчево 705, Кочани 1813, Пробиштип 492 и Штип неверојатни 4797 лица. Дали овие бројки се точни? Од друга страна, според истата статистика и методологија, во моментов во источниот регион има само 8803 активни баратели на работа, но нема евиденција колку се така наречени пасивни, односно оние кои работа бараат само формално. Врз основа на претходните анализи, реалниот број на невработени би бил над 17.000, што е најдобар резултат до сега, зашто веќе е речиси под 10% од вкупното население. Но ова е само статистика за која не за џабе се вели дека е точен збир на неточни податоци. Ако на неа се додадат и разните и нејасни методологии на пресметување, шетање од графа во графа на вработени, невработени, на определено, неопределено, навреме пријавени, непријавени, заминати, дојдени од странство и така натаму, тогаш се е на маса, а ништо не е јасно. Како и да е, статистички, доколку оваа 2020 година вработи исто толку луѓе како и минатата година, тогаш во источниот регион невработени ќе останат само оние 8 до 9000 пасивни баратели на работа, нешто што може да биде и нашата нова реалност, зашто сепак сите патишта за вработување воглавно водат во Европа и подалеку. Точниот збир на неточни податоци можеби сепак ќе биде и реален.